Разведени брачни другари ја користат ситуацијата со пандемијата со COVID-19 и забрануваат видување со децата. Првата детска амбасада во светот Медјаши неодамна го објави годишниот извештај за работата на СОС линијата за деца и младинци. На СОС телефонот изминатата година се регистрирани двојно повеќе јавувања од годината пред неа. Во најголем дел постои прекршување на едно или повеќе детски права. Едно од тие е и правото на детето да биде со двајцата родители. Првиот проблем за кој што најчесто ни се јавуваат на телефонот беше правото на видување на двајцата родители на деца кои што се деца на разведени родители. Во смисла на бројки, скоро една третина од сите случаи добиени минатата година се однесуваат на овој проблем, значи 27%. Ако тоа го споредиме со, значи овој проблем, како проблем заради кој што се јавуваат, обстојува неколку години наназад, може да се види во годишните извештаи. Меѓутоа, ако лани овој проблем беше на трето место по колку често се јавувал, со 11%, оваа година е на прво место со 27%. Особено беше истакнато во времето кога започна пандемијата, кога бевме во карантин, значи април-мај. Многу често добивавме повици од типот дека не се дозволува на родителот кај кој што не живее детето да се види заради карантинот, заради короната. Па знам дека се јавувавме во центрите за социјална работа да прашаме дали постои посебен протокол во тој момент, значи тоа беше сосема на почетокот. Но проблемот обстојува, значи можеби само се засилил во време на ковидот, можеби не можеме со сигурност да тврдиме дека е злоупотребена ситуацијата како плюс аргумент на едниот родител да го употреби за да не го возможи видувањето со другиот родител. Веројатно треба и по длабински истражувања за причините, но факт е дека повеќе од половина е зголемен бројот. Од Медјаши велат поранешните партнери да не ја користат короната како параван за да ги дистанцираат децата од другиот родител. Детето е дете на двајцата родители и тоа има право да биде колку со едниот, толку со другиот. А потребите и желбите на детето треба да бидат најважни. Детето има природна потреба, детето е плод на две лица. За да се изгради во целосна личност потребни му се двата лика во неговиот раст и развој. Значи од психолошки развоен аспект и тоа како е неопходно и многу време посветуваме од разговорот на овој момент додека не се добие разбирање да свати дека односите се една работа и тоа се односи помеѓу возрастните. Меѓутоа, обврската кон детето е заедничка и споделена, освен во случај ако е забрането заради злоупотребување, малтретирање или нешто што е на штета на детето, па заради таа причина да одлучила државата дека не треба да се гледа со другиот. Значи, доколку му носи само штета на детето и неговиот развој. Во секој друг случај, детето и тоа како за да се изгради во црста личност, во здрава личност, која што ќе ги содржи двата лика на родителите, е неопходно да се стават личните проблеми, да речам, или личните комуникацијски недоразбирања настрана, затоа што тоа нема врска со улогата на родител кон детето. Но користењето на оваа ситуација за забрана на видување со детето, освен што остава психолошки последици на детето, е погрешно и според законските рамки. Од Медјаши потенцираат дека ова е грубо кршење на детските права. На штета на детето е доколку се зборува на недоличен начин за другиот родител. Затоа што повторно единствената повредена страна ќе биде детето. Во концептот за себе на детето влегуваат сите информации кои што ги добива од едната или од другата страна. Тоа е од психолошки. Меѓутоа, ако ја погледнеме Конвенцијата за правата на детето и нашите законски рамки, членот 18 во Конвенцијата за правата на детето зборува дека родителството е заедничка обврска на двајцата родители и дека единствен интерес и основна грижа е детето и неговиот психолошки раст и развој. Не
секое забранување значи пречка во здравиот или во нормалниот, да го наречам, развој на детето. Сите ќе пораснеме, ќе достигнеме зрелост, ќе ги разбереме работите соодветно на животното искуство и секој дете може да одлучи потоа што и каков однос. Меѓутоа, во текот на развојот, само поголема штета се прави доколку се спречува видувањето на другиот родител. Првата детска амбасада Меѓоши апелира да се крене јавната свест за овој проблем и воопшто за секое кршење на детските права. Родителите се оние кои треба да се грижат за детето, а не тоа да биде загрижено поради нив. Не случајно Меѓоши е поддржувач и учесник во иницијативата што е покрената од една неформална група на родители за заедничко родителство заедно со Народниот правобранител, за измени на Законот за семејство, во кој што точно ќе биде подеднакво распределено родителството и обврските, што е во насока на подигнување на свеста на родителите во однос на улогата на родител. И значајноста колку е важно да бидат и двајцата родители присутни во животот на детето. Она што е битно е да не се става детето во центарот на меѓусебните односи. Тоа е вон тие односи. Мојот однос со вас, како возрасен, е едно. Ако ние две сме наставнички во основно училиште, оделенска настава, и ако нашите односи не се во најдобар ред, не треба да трпат децата. Значи, јас треба да се извршам мојата должност, не покажувајќи при тоа каков е мојот однос со вас, кон децата. Ако сакам да го постигнам резултатот кој што треба да го постигнам како наставник, се ова правам една паралела за малку да не се доживее дека морализираме или дека некого осудуваме. Кога ние во главите ќе си го ставиме детето како центар, како примарна цел во моите постапки кои што се однесуваат во однос на неговиот развој, мислам дека поинаку би се гледало на работите. Секое дете на овој свет има загарантирани права и истите треба да ги ужива секојдневно. А секој родител треба да се труди да му го овозможи тоа непречено.